Здраво живо, поздрав од прекрасен ресторан Куманово спа, локација Кумановска бања. Еве како што гледате околу мене една велелепна природа и денеска продолжуваме со серијал емисија за Куманово. Мислам дека е 90-та емисија и што вика кумановци полак идемо на куѓа стотку. Скоро 2 години го правиме оваа емисија. Ја и камерман Небоша Кипријановски и продолжуваме дале со исто темпо, не застануваме у интерес на граѓани на Куманово, кој инсистира во оваа емисија да продолжи, надамо се дека ќе остане још дугачко време. А денес имаме една стварно супер интересантна госта, стар Кумановаc, познат у град. Тој е господин Јосиф Аневски или га викав Голуб. Јосиф, на почеток би те прашаја прво, од куде е овој надимак Голуб? Па, ово е надимак Голуб од татка ми, наследство, што вика најбогато наследство, надимак Голуб, пошто у Куманово ретко кога ќе знаеш по име, али кога ќе кажеш по презиме, дали е Голуб, дали е Бункер, дали е Љаже, дали е овој, нај... Свакако они су имале си надимци. И такој да останало од татка ми, тој своевремено, он како млад љубител бија на голуби, чувае голуби, али како почнале да се ствара породица, да се раѓа деца, ради нима да не пројде тој у навику, да не пројде на овој, на наследство, и откажае, од голуби се откажае и такој останало му презиме надимак Голуб. Иначе он е стар Кумановец од Карап Малу, тамо су живеле со татка му, со мајка му. Мајка му е почината на млади години, он останае сирак со сестру на своји 7-8 години, колку имае, не знам тачно, баш забравија сам како е било тој време. Градежната фирма Катинг Градба продолжува со презентација на изградените капитални објекти, овој пат на територијата на Скопскиот регион. Изминатите 2 години го изграделе зелениот кров на ГТЦ, како и станбен објект во непосредна близина на универзалната сала. На Козјак, во близина на Националниот парк Јасен, го направија најубавиот ресторан во земјава. Годинава со нивните партнери ја започнаа изградбата на станбениот објект во центар, во близина на Олимпискиот базен. Фирмата Катинг Градба е препознатлива по висок стил на градба, квалитет, сигурност и исполнување на договорените рокови. Имало една, имало голема традиција у Кумановото време голуби да се чува. По тој голуби су... Поготово Карап Мала, слушаја сам. Нема, да не кажам, свака треќа куќа имало, кој имала двор, сви су чувале голуби. Се, па имало надпревари, па кој е убав, па кој е парцаклија, па кој дунек, па кој е масар, па изведе млади, па се фали, па добро лети, па многу се убаво врти, па не знам, тие мерке на голубарство. И мало е размена, само после своевремено дојдева овие малку помлади генерација, па почнава многу да ги крадев, да ги убивам, овие ќумези, па беше, да не кажу, неубава слика, дојде Сабаља, отвара човек голубарник, празан му голуб, или испокидани главе, а убави голуби, он дае и паре за тој да купија, или извеја негов подмладак, такој да... По оние фотографии што се ги даде тие стари, свак, да кажу, голубарник имало многу голуби унутра и дојде си човек са баје, отвори си голуб на рани и ги пушта и они си летив и тоа му е било големо задоволство на секој кумановец. Па тоа е било, викам ти, у традиција да се чува убави голуби и високолетачи и тие врцеджи што ги викаат, кај ќе дојде друштво, па собере се 5-6 голубара од друго мало или од друг крај на град, па дојдем како на изложбу, па он се фали, овие су, па ги пушти да лети, па како се врти надоле, па овај ти е добар, па онај не е добар. И тако, тоа е било една традиција, мерак, едно хоби, кој е корисно. Чуваш птицу,
u koje uživaš, zadovoljstvo Da, imaš. zadovoljstvo. Ali, vikam ti, Ti to si je od Karab postaje. malo, kažemo. Pa, poteklo, da kažem, Poteklo, na tatka da. mi, inače sam roden Mi sam ti pokažemo od tvojega da, tatka. Mislim дека ovo je. Da, to je Anevski Blagoje Golup zvani. On što je работае? On je работае u Biserku od početak, da ne kažem od početak. Od Biserku od formiranja. A inače je bio direktor na Hunap, to jedno vreme se je vikalo, pa se posle napravi Biserka. Pa imaše sifon za sodu, vodu, proizvedovanje, pa to je tako da on je ostanaje u penziju od Biserku. Od Hotel Kumanovo, svi objekti je prošli, i kako upravnik, i kako da kažu službenik tamo u Biserku, u direkciju. Na kraj beše glavni magaciner za celu Biserku, kako po starih godine, i tako ostane u penziju. To je. Како беше детство, ево пише ни. Збори дека си кумановци, детство е било препознатливо по дружење на сокак цел дан, играње. Što da ti kažem, Mace, ja sam se rodio tu je, da ne kažu, na sred Tumbu, Eptenu centar. Roden sam u Sekirarska kuća se je vikala, to je, sad stoji još samo na doktor Duška Gudulca, kuća što go drži Mozart, ili kako se vika Кладионица. kladionica. Karši njuma, naša kuća je bila. Pa ispod nas je bilo muzička škola stara i takoj. Tu sam se rodio u toj kuću, 49. godinu, sa moji 4 braća. Brat mi je postao roden u Karapmalu, Vlado. On je postao kako dete tamo, pa je posle preseljeni smo ovamo i mi smo rodeni još 3 djeca u toj kući. Tako da, svoje vremeno, tu smo rastane na Kaldrmu, što vi kad je Sokačinja. Škola nije bilo blisko, Krste mi Sirkov ili izgorena škola, kako mi vikamo po staro. Цело се бија на Kako сокак. deca na Sokak. Topku, kako mali, toj smo igrali. Topku, na mačka, maci lijep, šikerče uzgore ili crven piperče, koji što jede, krastavče, patliđanče u ruku i gledaje sam kad će sjeće majka mi od sredinu na pogača da ga sjeće najdugačku ribanu, pa tako kad ti go drža, ona od tut visi, od pa ovo koji go apešta do zola, da se najedemo, razbiješ, i posle trčanje, mavačke, svi oni je dječje igre. A posle kad podrastamo, pa džilici, pa neka bije, pa lopovi, džandari, tu i korza je bilo, kude sa što je ploštat, da kaže, Ponov, ne spomenik kude je Makedonka, nego ovo je ovdeka, stara nama kude je, tu je bilo korza, tu je pa sve se vrtelo nagore do negde sa ga otprilike biblioteka kude je Tane Georgijevski, do tu i negde, pa zabrciš nazad. Pa i za moje vreme je bilo, tako je bilo i stari Kumanovci kad su vidjeli, to je bilo korza. Iskačanje nadbor, tu i pred mamu. Мајка и татко би кажали су Јосиф, ајде улази унутра, цело си надвор. Pa oni, majka mi dok беше domaćica, dok ne работеше, vodila je malko poviše brigu, vika po nas, i da jedemo, i da se oblećemo, i u školu kad pojdemo, vika po nas, napiša se li domašno učistenje. Ima mi kako djeca považno ni igranje, i trčanje, i topka igranje, nego učenje. Ево да прикажемо слику твој татко и мајка. Da, to smo za 2. maj na kiselu vodu ovdje Kumanovska banja. Tada se išlo svaki 2. maj, obavezno je bilo poseteno ovo mjesto, ne i malo mjesto kude da ne se obere. Cijel grad da ne kažu, od Monopol nadole, sve što je bilo gradsko, sve je došlo tu je. Dimče, Barbut, Argo, Rabadžija, Tutan Rabadžija, kola ke pregne, pa ke kači stari ljudi okolo ke sedim sa spušteni noge u konjske kola, a mi djeca unutra, da ne padnemo unutra, i familijarno ke ne doveze do ovdjeka, pa čerge se nosi, pa se poselja dole, pa na travu mokro da ne bide, pa tu je ručak, pa tu je užina, pa tu je
веселје, па музика, Еве ми беше дека го снимаме тоја емисија. традиција. Обамо 10 од мене, но 50-100 метра. Туј се постеја черга, Па, гајба, пиво. Да, пиво, музика. гајба, сви што се носи од дома, секој се понесе и цел дан ту е до попладнени сати, да не кажу, до негде 5-6 сат, разбираш, тој ќе биде пола Куманово е било туе. И ти е било река, многу е било чисто. Так река беше чиста, так И риби се паќало. Рибе, па си и бања смо, па смо и рибчиња, тој под камен тие кркушке, овие како ги викат со попадике, на овој, па на врбово дрвце, гранчике земам, па која е најголема ќе виси доле, па ги напаќамо Се сега се да поголеми. прашам, стварно е било толку чиста река да од мерак може да се бањаш викаш. Ја ќе ти кажам за овдека за Кумановску бању. Јас сам ишија каде сак што е чоче, сервис, тој имало јас. И се е делило вада за проевску воденица овдека. И вада е проводјала поред пругу и од туда па надоле све е ишло. Па и башчето се бадилета. Ми како деца смо се бањале у тај јас туе, пошто имаше плажа горе, ама у плажу не те пуштам мали, постари идем, а ми деца доле у реку. Па јас сам пија воду, да не кажу од метар од како тече река, ама чисто и околина и се, па само ископаш малко с руке у песак, видиш, оно, оп, искочи вода, чекаш малко да се избистри, ако ти се припие вода, пинеш тока, па ништо не ми е било. Имало ли Па се- длабоки места за бањање туе? Едино јас, иначе Јас, Кумановка не е како некоја голема река, да не кажу, али куде су биле јасеви, туја горе у Бедиње имало јас исто пред официрску плажу, јас овдека имало и овдека доле имаше. Овдека Дон Комрин. Ти пред што го Кубу вика. туе. Пред Кубу, Да. и туе имало јас. Тие 3 месеца су биле тако за нас куде не се плаќа, куде не смо, биле смо слободни, да се пробањаш, да си ради. Па тој куде јас, доле куде Стару Кланицу, са куде е спортска сала и тие објекти, тие згради, тој су све биле башче. Да. Башче, тој рам производ, разбираш, држеше кој ти од тие земјоделски задруги. Башче, краставице, пиперка, патлиџан, бањаш, отидеш, скидеш едно краставче. Ама И нешто е запашиш. битно, што тоа ништо не е било прскано. Ништо Све е се е било природно, убаво. ама све е природно, како ќе биде прскано Да, од како- чисту воду се е надел. После, кад се направија кожара и свињарска фарма, река се загади. Све се уништи. И све се уништи, флора и фауна више, па и рибе ги едно време снема. Са како не работим, како го чистива реку, вратива се малко рибчиња, жабчиња, ми смо паќале жабе, Еве рибе. сега од твоја фамилија. Ово е татко ми, мајка ми од нjiно свадбу и ово е ручи девер на татка ми, покоен борец се загинате у НОП Витко Маневски, на познатога директора на ЧИК Милиса Маневски, брат роđен. Заедно су утепани од бугарски фашисти тој време, он и брат му Александар. Тој су двојица, а они су, татко ми ја израснае, куќа до куќу блиско су биле како сирак и мајка на овога борца, на Витомира, га исчувала татка ми. И кад се родија мој трети брат по староќу, татко ми е даја име на njega покојнога Витомира, на ручнога девера. Еве, овдека ти брати не дали овој некој животинче. Да. тој су зајци, тие ангорци што ги викам тај сорта. тој време, да. Тој време. Овој е брат ми постар, Владимир, тој сам ја, држи му по едно зајче у двор. У овој куќу сам роден. Ја, тој е секирарска куќа, го такој вика се. Дали е тој денационализирана била од секирарску фамилија, од Бојчо Секирарски борец, исто првоборец, он е исто Кумановец. Дали е njina куќа па стара била, јас како дете тако го памти и тако е станало. Тој сам ја роден и још двојца браќа у тој куќа. Брат ми е у Карапмалу роден. 44-то, пошто он е за време рат роден. Још е било рат. Еве, јас смо куде Војна. твој татко и мајка. Тоа е исто татко ми, мајка ми како млади, исто овдека у бању су сликани, овдека у Кумановску бању ту е. Како млади. Па так су ишле, доваѓале су на прошетку, на... Не е било локо, Да. еве, мајка ти е Не. била домаќица, Да. татко ти е работаја, мора да се предани фамилија. Да, они су...
тоа е, видиш, мислам ти е Чека да прочитам, ово е 1951 пише. 51, да. Да. 51. Ово е тај снимак исто с Девера, не Девера, ово е Жико, на брат на овога Витомира, татко ми, мајка ми, брат ми голем, више у морнарски одел смо, тој беше така модерно, и ја, и овој Витомир е малечак, он е 50 роден. Значи, Така е. едно година е бија он туја. После, следеći брат, роден 52 годину, Драган. А овој е 50 годину роден и е починат на 4 години, така мајка ми е била праќасва ги, работеше оно у Кирофетак и преко синдикат ги праќасва на ваздушну бању, у Крушево беше отишла. А ми за тој време фатимо китке, прво брат ми најголем, па ја, па тај Витомир и тај најмалиот Драган, сви. Мајка не е туја, дедо ми само туја, овој што е на слику туја коне, он и татко ми, мушки како мушки, ништо, неги, малко температуричка, малко ќе пројде, малко масажа со ракијичку, со тај крмас, ќе избие, тетке мои су помагале туј малко, ама дојде у многу лоша ситуација с голему високу температуру и доктор Меме га е еднога брата спасие. Душко Меме. Да. Он беше така еден од млади надежни доктори и е добар доктор бија, директор беше и на медицински центар после овој. Јас сам ги и мои деца носија каде njega, док беше директор на заразно. И он га еднога спасија, прати го у Скопје, а овој другото почина овдека. Баш постариот Витомир од овога малога, а овој малиот лега е, не ги најде слике, имам слике од njega у државна болница у Скопје, да видиш ти слике како да е паднај од Марс што ги даа побија, без косу, слабо, костурче и преживеон. Од тој температуру преживеон, а овој почина Витомир. Ево Така од да ваша останам мајка од тој. слика. Да, тоа е мајка ми у млади години, у тие девојачки години. Тој види се и овај претходна слика Да. со татка ми, тој се исто. Она е домаќинка била. Да, они су потекло, да река. Интересно е од тој време 90% да кажам мајки су биле домаќинки, Па не су ни имале куде да, да мора работат, деца да ги чува. Мора деца да чува домаќилак да води, да исперено, да чистено, да е што вика средена куќа и деца да су ичувани. После кад се отворива Кирофетак, Чих, у Монопол и мало, и порано жене кои су работале, ниже Тутун, на дуе кад се берба да. Тоа е било работа куде за жена е могала да се ради. Не е било работа за жена. После, викам ти, кад се отворива овие, мајка ми е запослена, стар Кирофетак, са куде е 16 катница. Да, сакам и тебе те прашам, Тоа е. традиција имало ли е тој хиерархија и поштовање, кога татко кога ќе дојде ручек, мора сви да су на стал. Тој викам ти ја и како деца ми, мајка ми ќе замеси лепката ми дома била. Така се веќином брашно купувало, ми сме имале брашњару преку пута нас. Брашно ќе се купи, обавезно мора да има. Свиња ќе се чува или ќе се купи, ќе се заколја. Едно време дава сва козе. Оно ми сме чувале козе баш у овој куќу каде сам ја роден. Чува смо козе, па и јариња, па правеше татко ми кобасичке, заколја тие мушки јариња, оние женски ги продаде или даде, па млеко смо пиле козје све. Меѓутим, поштовала се мајка ми, ќе дојде татко ми 2 сат ли ќе биде 1,5 и колко е добаѓаја од работа, ручак на асал, вруќ, топал, ми ако сме у школу, кој у школу, док смо биле дома, сви на астал и она е имала само свекра. Свекрва е исто умрена, кажавате, татко ми останаја како дете, овој дедо ми не се преженија, тако ги чуваја сам. И свекра е чувала и нас 4 сина, она не одгојувала како домаќица. После кад се запосли, па и ми подрас нама така. Да. Школа едно друго, малку поголеми, може да станеш сам, може да си сипеш олју, млеко да си испиеш, или да подгрееш, или да си надробиш. Мора се снаваѓаш. Да се снаваѓаш. Па ми смо... А не сега... Постарога брата, извини само да... Па кад ќе останеше тврд леп, па надробимо го оној утау, малко машче, малко овој,
па како го викасме и топеница или како го Тупеница, да. Па се накркамо, разбираш, и солче малку туриш или шикерче, кој како еде. И А сега деца не ги сме да ги научимо на послужавање да ги однесемо. сега деца што не еде овој, не еде оној, диете држи, не знам овој не држи. Па еве имам го унуку дома. Ево Она, сега да ќе го видиме најдеш од овој школски дани. Ово е Твоја генерација? Моја генерација класа ни е бија. Тој годину смени се, не знам зашто, професор Бранко Насковски Петлега вика се, прв класен ни е бија он, па дојде овој Светозар Свето Ивановски, нов професор, исто беа историчари и тај, и дали паралелке се зголемива, он ни бидна на нас класен, а Бранко бидна на друг клас. Па за мој среќу, да не кажу за нашу среќу како тај генерација, ми сме имале скоро сваку годину ни се менјаше класа. Први пат ни беше Бранко Насковски Петле, па ни беше Свето Ивановски, па ни беше у седмо Христина, француски ни предаваше, и на крај останамо с Евстратита Костадиновога, он ни предаваше српски тој време, српски сме училе, како јазик, предаваше ни српски и он ни бидна класан до крај. Кад га још беше жив, он скоро умре, колку има 2 години, дали има 2-3, не верувам. Знаеш ли некој од нас ликови? Од овдека па еве овдека сам ја, овдека Живко Стојановски, у Скопје заврши факултет инженер, работеше у ФАС 11 октомври, Миле Пишкулј, ово е циганче едно Кемал од Бедиње, по доводњу страну Никола Јовановски Коки, директор што беше у Стоковну куќу, он, па Јордан Панов, татко му беше заставник, али они се оцелива, до 8 учие с нас, па се оцелива, не знам кој оде, па Митко, овој ту е, па овдека од жене има, мислу женски цвет, Роза, Веселинка, Дутка, па Благица, па Катерина Каќуша, па Виолета Симоновска на Мирона у пошто што беше покојна и она Виолета Симоновска. Па још, на сви знам скоро и други, али ете, од тие тако најблиски. Еве ова е друга слика од школски дани. Ово е исто од школски, ово е, мисло дека е завршетак на 4-то делење, овдека ни е била учителка Милица Спасовска, што го вика са ѓаволица, тако го вика са. Што е бие надимак е ѓаволица? Па не знам што е она ѓаволица добила надимак. А сви го знае со како ѓаволица. Мене ми беше малку незгодно да кажу такој за еднога просветnog радника кој, да не кажуме, научија на savest, на културу, на све. Многу е била добра учителка. И тој со тие што ги еве ги исто доле, јас сам туја, Митко, Коки Јовановски, Димена Филип Рос, што е исто и они учија на Сарача, на татко беше Сарач. И тако да, и еве го Виолета, Савица, професорка у гимназија што беше секи у пензију, Пешевска, она Катерина Кате Каќуша беше одадена за овој, Благица ту е, Веселинка, кажамо го, још и другите, тој смо веќе четврто делење завршно, разбираш, на ова. Ова е, чекате само, дали е још од основно? Да. Па овој ќе биде завршено, овој сам од поголеми, овој е, значи, треќо, овој е четврто, еве го исто Мица, исти клас, исти овие ученици, да не кажу завршимо и тако е завршимо. Заедно. Дека е исто с Бранка, не Бранко, има га на другу слику, мислам дека е Бранко, овој е Ивановски Светло. Чекај малку, би ја наочаре ми за блиското ми. Да, ово е Световир Ивановски, поисторичар. Кад ни дојде, ово е у 5-то делење. Кад пројдемо веќе у поголем клас. Тоа се измеша. Вие некој контактираше сега, Јоско? Кад се видимо на улица, направите да, иначе тоа е
од основна школа, да после После свако свој отидемо пут, свако да. свој пут, кој средњу, кој на факултет, кој у занат, кој па се испоженимо, па кад се видимо, питамо се за породице, за овој. Еве го, овој смо една од блиски, баш што смо биле школски другари. Еве га, Миле Апостоловски, тамо нега покажа, он е исто у Скопје, у Кожарови работае, Стојче исто, еве га овдека, па јас сам туја, Аце Денковски, у Монопол, он заврши техничар тутунски, татко му беше Заре беше едно време директор у Монопол. Тоа е синче негово. Исто, Јордан Евега, Живко, овај Стојановски, татко му беше началник на милицију тој време, они су по потекло негде тетовско, Теарц или беше, ќе се изложи сачо, не Ево знам. дека на слику ја го препознавам чувени легендарни Славко Симоновиќ Славко, Учо. да, Учо тој. Ево дека смо сликани па нешто гимнастичари кои смо пошле, кои он не одвои како надежни и рукометаши. Еве ги тој се одека, еве го Виолета, еве го Веселинка, доле јас сам туја, Моце исто, еве га Кирена, Митка, глумца, син, еве га Страти горе. Оние бија Страти и мислам дека е исто професор по историја. Заедно смо сликани тој. Тоа е пред Знаемо дека школски ден. за Славко Симоновиќ има Славко- многу добри муабетиве. Според тебе каков човек е бија Славко? Славко е бија, што да ти кажам, за мене е бија добар педагог. Погото за физичко, Вика многу е бија педантен, се е пишувае. све е запишувај. И он кад ќе кажеше на било кое дете, прати на гледам, кад рипа мојарца, па на оние, па на Да. вратило, па на кари ке се качимо. И он некако ги откриваше таленти, веćinom ги е он испречае од нашу генерацију, па и постару, веćinom деца у ДТВ Партизан горе, кои после биднава и врни спортисти, Ваце Наковски, исто професор, он заврши ДИФ у Белград, мислам, за тој време. Чувени у Белград. гимнастичар, Да, Ваце. гимнастичар. Јас сам и со njega почнаа, ама некако ја после осмолетку, појден у занат и... Еве друга и се- слика. Стварно многу убави фотографии, Тоа се интересантни. све су, да, све овој у гимназија сликам, виш какав парк, какви руже, па Шмајзер го одржавае тој, па има смо туја орли, како зоолошка градина, да не кажу, он ги чуваше тој Шмајзер. Ово е благе. дека гледам убаво. Ово е, да, природа, тоа е тој цвеќе, тоа е исто с учителку. Овој су све веćinom туј, негде четврто Исти оделение. луѓи су, да. Исти луѓи, исти. Само мушки смо туја, виж, само мушки. Али јас се Слика. гледам еве на сви слике, големи су биле класови, над 30 деца О, мало. па тако се сега и малку оптеретење доваѓа на професори, многу вика не може да ги зе, па тој време су не испитувале. Мора да ти кажа ај ти, па не прошара овој, следеќи час, и испитане сви. Не може да пројдеш некој наведне главу крие, само он, ајде стани ти Аневски, кажи што е данас како е час по историја или по било што. И овдека исто, еве га Славко исто ту е. Тој се викам ти веćinom што су изберени како потенцијални, дали рукомет, Таленти, дали да. гимнастика, дали овој, и он ги е собира, и ги е водија евиденција за свако дете. Ово е дека Еве га Бранко, да, Насковски, што го вика смо петле, ово е у пето, он е прво презема, значи тој е у пето оделење. Веќе с njega, с професора. сега да прашам, физичко образование тега е било многу квалитетно работено од страна на професори. Што сте ви највише работале на физичко час? Ми, пошто у гимназија бемо, учесмо у гимназија, ми има смо још тој време спортску сала. Други школи не су имале. Сега иста е таа многу. сала, да. Да, сега иста тај сала. Да. Можда е реновиран, не сам улегнаа одамна. Па тој бева и игранке едно време, и тој смо ишли и на игранке. Имаше си тага поделена публика, кој е у гимназију, кој е горе у ДТВ Партизан, па имаше горе у Домјана, па у Пожарну. Кад се створива повише бендови и свак сака да привлече публику. Ама так се одржува со тие гитаријаде у Куманово и никне по некој бенд. Так свира се бева најпознати наши
гледаше ли тие Вучиć, Аце, Чусем, Ќусем, Шојич. после Шојич, Шајтан, тај група бева и бева популарни. И они свиреса горе у ДТВ Партизан, куде е била, увек да не кажу, сала пуна. Али имаше посетители у гимназија, ми смо мењане, ако идеме тамо поише, ама ајде да видиме овам кое друштво иде, како иде, па млади, па се пушташ на некој девојку, па гледаш да избереш нешто, да видиш како е игра, што игра. И тако да. А што се работае на Продолжиле се. физичко највише предмет? На физичко, ја највише сум сакаја да бевам скок преко јарца, на душеци тие полусалто, салто, звезде, тој не и терае да, викам ти, како потенцијални гимнастичари, види он, па на тие, оние, како ги викам, надзад тие, ребра, забрави ги, Не, вратило. на вратило, има смо и вратило и карике, има смо. Да, хватаljke. Карике, фатаljke и на нима и он оценуе на тој. Ајде, ти ќе дојдеш и да те Партизан ќе идеш. И не пречај си. Кој ти Е, сега, предаваја физичко у гимназију? У основно, он не бија учо, ја до 8 делење не се менјае. Не, еден пут да се смени, абе имам га негде слику, еден професор беше по физичко, не е Кумановац, а дојде у Коча Рацин, дали он беше нешто на боловање, не се сеќам, ону замену. Али еден добар, исто добар педагог како njega, имам ги слике негде, можда сам ги заторија, куде ga испраќамо цел клас 2, тие 8 деленци што смо биле тој време, кад он не напушти, ми смо ги испраќале до автобуска станица. Автобуска станица беше куде Кристал, што е стара автобуска. И тој смо на плоштаци, имамо слики од njega, куде смо сликани, од захвалност на тога професора. Значи, еден од добри педагози после учу, кој ми е предавај. Знам дека у гимназија предаваја Свето Авраме, предаваја Аврам, да. И други- Авраме на гимназију. Мы смо у гимназију училе, али како основци. Коча Рацин беше туе. После се пресели Коча Рацин доле у Трговски. И после овамо, ја куде учешу периодично, па ми е предавај и Анđел малку. Ми е по физичко. Ангел Димовски. Димовски, Анđел, па ми беше после njega, па Нини Лалевски, дојде ни, он беше професор, и јас док заврши, он ни е предавај на брата ми Анđел, и едну годину, мисле дека ја като отиде, едну годину Анđел ни предава, ми па тамо нема смо, надвор ке искочи, кад е физичко, надвор, над школото е игралиште, ќе потрчимо малко 2-3 круга, ај поделимо се Партизан Звезда, и ќе играмо фудбал, нема друго што. Чекај да прашам, така Партизан Звезда е било големо ривалство. Ривалство, така, кои смо партизановци, кои смо звездаши, ќе се поделимо. Ако тепа викат Звезда у неделја, у понеделник вика партизановци не доваѓа у школа или обратно, или ги запрекава. Да го спомну, Страше Ивановски, тренер Чувени беше и на тренер, Куманове. Он е по фудбал, па он, кад му беше слободен час, а не видео туда, а ми бемо такој у периодично горе збору, веќе поодрасли. И он ќе дојдеше и с нас ќе играмо фудбал. Он партизановац, Нини звездаш, и он на едну страну, он на другу, и играмо фудбал докле не звони звонче. Тоа е било. Али Лепота е било. лепота, да ти кажам. И тој смо на земју, немаше така ни асфалт. не или- имало асфалт. Земјана подлога беше. Патике обични, ние Шангајке. Шангајке трчи туе у прашину. Да. Паднеш па се нека ти одереш колена, нека ти Еви, и тоа е исто у пето делење. Заедно с да, и учителка е тој Мица и Бранко, кад не преземае како клас у пето делење. Бранко Петле. Петле, да, тако ga вика се Еве, Петле исто. Бранко. Исто и он е туј. Туј смо, па ми има смо некој како традиција од клас и с учителко имамо слике, башка само мушки, башка само женски. Сака смо такој да бидеме одвоени, пошто многу деца, преку 30-40 деца смо биле скоро у клас и кад те сликамо многу искочи ситно и ајде во кој крупан кадар малку да се познаваме. Сега Боје, една исто многу драга успомена за тебе, 2 класа на ново Да, година. да, тоа е да исто у гимназију горе пред да се напуштимо како основци, осмолетку, осмо делење и тражимо од директора, Трајко Пачко беше директор, тражимо му
викам, задњу годину е, викам, директоре, да не дозволиш да чекамо нову годину, да, бе, чекамо ми малко до негде 1 сат и после да идемо, али имаше туи професори, поканима ега Крумија туе по хемија што ме прави и он е туе, и још мислу дека и естрати и кој присутни беа и професори и ни дозволива да како задња генерација, задња година. Еве ти гледам сокчиња, скромно е Нека било. скромно е било, не, Скромно, нема, жестоко не е имало ни пиење, Не. сокче, колачиња, такви работе, малко некое мезенце, тако како Еве ga кифличка. Славко Симоновиќ Учо, Живе. Овој со исто генерација од Кочо Рацин, еве ги, тој се све 8 оделенки. Еве го Олгица овдека, она е у Тетово или у Гостивар родадена, еве го Драгица Костовска на покојни сега Кукуњавка Боре, професор Поликовно, Така е. жена, еве го Лазаревска Снежана, докторка, еве го Роза Паневска, мислу да е војачко, она е од Соколану десно, како се каже, Перо Чичо, улица натамо. Одаде си она у Охрид, ово е благородна, исто моја школска. Не знам, вика, ова е, дали ми го е од нима некој дае за успомену, иначе тоа е све Ово е на градски женски. стадион сликано. Да, на градски Доле на стадион, стадион, доле, да. доле. Еве ги, виж, Тополе доле, све на ова. Не знам, дали па некој, има смо некои надпревари меѓу школе, доле се држи се, така да... Ти кад заврши средња школа, после дали запишуваш факултет? Не продолжија ништо, ја остана учик, такој... Запозни се учик многу млад. Па многу млад се да и да ти кажу право, што знам, средина ме окупира, не ми било лошо, имај сам добар однос и с колеги, и с предпоставени, цениле су ме, поштовале су ме, праќаваме, като отворим овој, беше едно 10 дана, како на специализација, како на, да не кажу, увиено, така купимо многу машински парк од УСМ Виена и има смо некои нови работи кои ми не ги знаесме, па морамо да идеме малку и да учиме, малку да видиме там како се работи, така да... Ти ми кажа дека у тој време чик 60 години имаа најбои папучи во Југославија. Па, така, кад ми уведемо, така има смо погони се деле са комфорт, се викаче погон, галванопластика, прави смо токе и копчиња за тој време, тако беше и мода. На женски ципеле, обично украче министре, некој манистриче, копче шарено, у боју, ќе тури тока напред на глежни доле на овој. И тако е да ми тако отворимо погон и у тај период се отвори фабрика за папуче, која е една од најквалитетни, сви су го фалиле, јас сам ишја по продавнице после по Југославија, не си могаја да доеш да купиш папучу колку смо ми произведувале. Так праве се само Југопластика Сплит и ми, али наша папуча е била експандиран материјал, оригинал јапански, и машине беа јапански, кај ќе нагазиш оно како сугирова, кој се бе дигнеш ногу, она па се врати назад. Значи, кроз њума, како шупликава и експандира. Како газиш, тако меко, удобно на носење. Јас ти кога дел чик тега 60 и Јас сум 63 отиши учи. Колку радника имаше тега чик? Така чик браја не околу 600 радника. Мислам дека 630 нека е било. Све администрација, овој. Па што он 61 се чик пресели од Задругу горе у фабрика. Да. Па после реконструкција се прави, па го продолжувамо, па се проширува, па погони, викам ви, нов погон се гради за комфорт, за производњу на штикле, на флеке, флекнице овие на женски ципеле, па за папуче, па за копчиња, украси, така, све е до модо, пошто, како викам, женска мода е мушка ципела, дали оваква, дали шими, дали трапез, дали овој, ама ќе прогура. А жене не, штикла треба да биде танка, ако е дебела, мора да биде дебела, висока и така да
женска мода се увек менјала и тражила нешто ново, нешто ново. Кој е бил тега директор кога си доше ти? Ја кога доше, ова е, сега спомнамо с татка ми Ручан Девер што е бија, Милиса Маневски, Цавко га вика се скрацено, Цавко. Он е бија директор, ја като отиде и до 70 и кој, па ми 74 го отворим овој нов погон, он беше још туе, после тоа он отиде како представник на Сдружение на производители на ниво на Југославија у Београд, па беше представник у Русију и тако остана у пензион. Па после дојде Драги Црни, па директор, па пред njega беше Здравковиќ, Милан Здравковиќ, он беше директор, исто генерални, па Киро Ристовски, мислам дали он жив е, не се сеќам. Деца му погинава у сообраќајку и ќерка и син. Многу директори се сменили очек, многу. Да, пуно директори имаш. Пуно. Али од технички директори најценење бија Богдан Панич. Ја кога сам Што е бие Богдан Панич денеска беше збори за Паниче дека е бие многу технички директор, пособан. али па поштован затоа што си га познава занат, да ти кажа право. Он си пело само ти го пацече овакој, ќе го погледне и он знае дали има заработка у њума или нема. Он ја заработувае, правиле смо сандале за извоз, за немци, за холанѓани, за италијани. Ми смо поише заработувале на тој сандалу, а многу мање материјали ишло у њума, у сандалу, него у чижму за Русију, да кажемо природно крзно, природна кожа, нема вештак тамо, во Русију кудената ја снегови нове. Крзно унутра те, кад ќе протне ногу, да го топли ногу, гази снег, да не може да иде кожа да упива снег, мокро да биде, ќе го смрзне нога. И тако да... Докога ти остануваш очек? До крај? Па до крај, кад бидна овај трансформација на друштво, у тој групу, што мора смо, сакаш, неќеш, мора да подпишеш и да идеш како технолошки више, ма добро што, да не кажу... Тоа е било 93 тако ли? 90 и... Четврто? Не, покасно 99 останамо ми. 99 под сечај. Скроз под сечај. И пред да останемо под сечај, нас неде околу 250, па после нас група још, колку онодева намаливане и отидемо под сечај на биро до запослување или до пензионирање. Па јас се имаја негде Ти си имаја стаж 32-3 години кад остана по тоа. Да. Така да јас сам бија негде околу 10-12 години под биро. А, меѓувремено. Ај сега у интересно време, овие слики да ги покажам, Ајде. многу шлубови од старо Куманово, од наш градски живот. Тоа се мои, овој се веќином школски другари. Ова е професор што га кажуваја. Видиш овдека каде смо сликале, еве го дека јас сум туја, Будимир Димковски на Мошуцин, еве га Чулиќ, еве га Аце Денковски, еве га Насе, Атанас Рус, тој на асфалте седеја, Милијанко, Даче, покојниот Монопол, он е бие, еве га Тоде Мицевски, школски смо, ево бога професора смо га испраќале, кад ни он беше по физичко. Не знам, некој умилјат човек беше, некој ценет, и сви су га сакали. Да. Еве, и овдека е тоа е поштовање било. поштовање, и овдека е исто. Еве га овдека и учител Джарто с нас. Еве га горе овдека. И он е доше туј да ни се придружи. Исто овдека веќином, али овдека и женски. Еве га, автобус га чека да га испратим у автобус, не знам се да му тепаш. Сега Јосиф кога слушамо, Не се сеќам. гледамо колку е било тоа поштовање према педагога. Он иде на друго место да работи, а ви цел клас идете да ги испратите, што е стварно за саку пофалбу е тоа. Нема, цениле смо га, затоа што и он е бија према нас прав воспитач, прав професор.
Ако е било физички, не е педагог. било некој, не знам како некој го подценува тој струку, меѓутоа и тоа е исто Ти образование. кажу право физичко образование Па, е доста едно- подценето. Ја кажував во емисија време, да, време. и тоа е кажу и тоа е мој став, вика математика, физика, хемија, ја поштувам све тој, али физичко исто е битен Па предмет. физичко воспитание е најбитно за дете од мали ноги да се развива Да биде правилно. здраво и право, да. Ако оно не уме да прелипне јарац, ако не уме да направи колут напред, абе тој дете закржлевуе. Тој дете не може да расне како што треба. Ако не у младих има у стари години проблем. Затоа е тоа физичко воспитание што сега не га е некој измислија џабе, Како вика стари деца луѓе, да се вика, развива. надвор, на природу, на воздух, нема Па боја. зашто? Ми смо у војско кога сам бија до гол до појас 68 години тоа у Кичево сам бија. Снегови имаше, знаеш какви снегови? По метар горе по планина. И у Касано ни е падало по 40-50 сантима снег. А сега Ама да не кога ќе збориме, натера да, до пола појас гол, ама вика ладно. Свуци се ти па ќе видиш да ти е ладно. Па идемо па на писту, па кругови неколку, па вежбе, па овој, море дојдеш после у умивоник, па со сладно воду се замиваш да не миришеш на пот, да не... тако се прави е било. имунитет. Тако се и правило Да. имунитет, и здрави су биле и војници и старешини. а да не збориме се па со овие компјутери, лаптопови, сега, тој чути, сега седнуе, тоа Тоа е и изгрбавива се ова кој. и цел дан играта. Ово е наше пребивалиште, да не кажу, млади, после Корзу, Кристал е бија едно од омиljeni места, не сме мале куде да идемо по-забавното, имаше жива музика, летоски имаше и башча надвор, па седнеш па со друштвото, овој со другара ми Цакета, негова една девојка не е сега ту е у Куманово, ова е моја сопруга и ја, на едно седенко, но тако сме биле. Да се опуштите малку. Опуштено малку да се... Овдека га Кација, чувени мајстор од Искру, Тој смо на площад слика, не га споменик ти поза нас, те го стопна тамо. И Кација Методија Лазаревски, Да. техничар у МВР беше на овој, ја и Бода Кација Слободан. Тој смо биле друштво, да кажу, многу смо дружиле тој време. еве овој една Тој подршка, најгоре се качи другар. Тоа е исто со Славка овој. Виж двојца на руке и Кире е горе. Исто што не е пречаја да вежбам у ДТВ Партизан. Значи тој смо биле избор, еве га Моме од Проевце, еве га Шмид, еве сам ја, еве га Кире, Митко, овој како ми беше на овога брат е на Миле Шоу, како га. Али интересно тој горе Тоа качување, е, да. малку се да се знае дека Еве, смо ово е негде физкултурци. у центар на град, ти ќе ни кажеш што се. Ово е пред да појдемо на марш. Виж тај носиме знак, знаме наше феријално. Ово е СК општина куде е, измеѓу ово беше парк, ово е народна техника, барака беше. Народна техника, фотосесија, феријални савеси тој бија, радиомеханичари, Орде и Кенан, Орде чувени радиомеханичар тој време, па после бидна, да не кажу малку, он, пошто стар, кад искочива тие телевизори, лампаши на лампе, тој носиле смо и на поправку. И овдека е стар комитет, али овде не се гледа он. Сега куде е пошта. Сега ја се доваѓаме, овие су ти можда ти тоа ќе ми справиш ако не сам управо, најдраги слике можеби од твој живот. Овој су слике од Соколано горе. Значи, не сме мале болje пребивалиште за млади, ја поред оној што, кажувага, како гимнастичар, не сам успеа, али сам ишја да вежбам. Тој време тамо, па тој време, кад идеше ја како дете, вежбасва Звонко Мечка, вежбаше Талјат, Турчин у Печатница, Миле Фирц. Миле Фирц, па вежбаше, да ти кажу, па они си игра са малко на мајтап Масон, покојни е,
ali имаше Macon, тело да. мацон развиено и кога ќе отидесмо ми оној греду за жене што ги имаше, малку тако е. А у ноге беше слаб. И кога ќе го подигне, на руке го диза горе, да докаже дека е јак, Дека е да много јак. али е бија добар спортист и он. И овој су слике наши, да не кажу беќарски денови, кад смо ишле по игранке, па бираш, го дека е Вуле, мој и комшија и другар, ово е Мице, ово е Дане, директор што беше у Шарницеви, на јажета брати на, они су покојни, мисчини, оба двица, само он е жив. Ово е Јове Свињар, тако ga вика смо на презиме, виж, како доваѓа Јове Свињар, Јосе Голуб, овој, не знам, Да. по имиња. И тако да, тој смо ишле на игранку, најомилено место ми е било таму. Сега слушам и гледам дека ќе се обновува, аз видеа, беше на промоција на ова игралиште ново, одмерак, трибине, одмерак да се за млади, да идев и да се бавив само со спорт. Ово е исто една драга успомена, тој сум, па тој смо се и упознале со мој супругу, еве го на доле, јас сам дека е Јове Свињар, Дане исто, Сунчица, саќе оддадена е. Да не е била рукометарка Сунчица, да. Не. Не е било. Она не, она седеше доле куде Вада крши овој печатницу у тие куќе тој. Ова е Мице Буне и ова е мој комшија и другар Вуле. Ето с Олгица Флизерка. Тако се не Сонја. Значи ти си го некој. дека упознаат твој супругу. Па тој смо се да не Како кажу си така. тој? Дали ти си го пратија цело време работу или Па не бе, маце, што е, така знаеш како е, они другачки, ми са другари, па ако су две, ако су три, ми тражимо уште еднога, па да бирамо и так, тоа е најфер Да играте, плей, да. играмо, да плешемо, па ќе играмо рок, па ќе играмо танго малку, па малку овој. И сега, знаеш, ако се сближимо малку туе у разговор овој, може да што вика да се фатимо, да се прогласимо после како парк, како се вика беќари девојка, порно, па как- искачање на корзу вика малку. кога ти скочи у чарши, вика и сега гледа вика Јосеф, а тие го Славица. Па, Ова се разнесе му обед. Па одма се знае, ама Да. и тој се знаеш и на корза се знаеш, па ќе врташ кој се по скога. 2-3 круга, па ќе ги сретнемо на кои имамо некои симпатија, они ќе иде во одовуда, ми одовуда. И ми одма, врти одма, па поза њима. И ќе почне да добацуеш, ќе почне Да се удвараш. причаш, да се удвараш. А тоа е било прекрасно време. Тоа е тако, корза е била Лепота. после овој. Овој су слике, еве го па општина, ова е зграда Карши џамију, још стои тај стара, туе седеа Гоце Здравковски, професор по Чувени физичко. професор, ние да го тако е. спомнемо, да. Тој сега, пошто јас сам седеа туј позади хотел Куманово, новата куќа туј смо го купиле од 56 година. И тој е на испраќај 68 година. Да, у војско ја куде побаѓам. Тој е позади исто наши иде. Сега испраќај на војска бие, качувате другари горе Јас е, на па на рамене, рамена, па ќе те носи, па... але вика и не пуниш ги чепови со паре. Па тако е било. Тако е било, бе. Сви роднине, сви пријатели кои су биле овој на испраќај, ајде поздрав и ќе се поздравиш и у шаку и само туреј, не гледај колку пари, туреј по джепот. Песме, играње, И нагоре до станица се ишло пешки, пое се, игра се, што вика, носи се, нешто малку и пине и Да. тако е. Овој смо, да, овој на мост горе сликано, на испраќај исто овој со супруга. Кад ме испраќала на аутопут горе на мост, на пробаѓајна слика. чекај, овој не може да препознам куде е, у кој дел е овој. Чекај, овој е Чичо ми Милорад, овој на Трончо сестра, ја. Па овој е по Коцку нагоре према овој, али мислам дека е нагоре од град. Така е. Зграда тој не иде, Коцка еве го куде иде и автобус идеш автобус за станицу горе редовно, возови си иде со Беорад, дојде од Да, имаше воз навечер Беорад, навечер, Скопје, да. И имаше си... Ово е патува с Боду, с Булета, на вручу вода е овој. Ова е исто на прослави на вручу вода, кад смо доваѓале како друштво, па ми прависмо шатори туе, па запалимо скару,
па кога ќе купимо едно-две пулиња и сланину, Вика, од пулиња плескавици се биле најбови. па нема поубаво, па мислам, Да. оние вангле како што прави са, јас се сеќам мезалак кад се продаваше пред конјопои, ми ги викамо конјопои тие мали капанчиња на стојање. Овакви таве што донаса со биџо, донаше киро ќор, бајдурци, прави се мезалак и пред кафану и такамче. Сакаш јагнешки кад е период на јагнешки, кад е после и свински. И такамче мотано с шкембенце, с цревце замотано и на харчички ги туди, црвено солче и тој тие мезе туи, ракијичка пие со стари овие наши постари кумановци. Тој им беше мобет на многу се ело тај мезалак, многу се користија у Куманово, па и Куманово е позната како мезалак, како прилеп по шерден, битола ли беше, прилеп по шерден дин. Кумановски мезалак и суџук, тоа е било традиција. И што викаше еден стар кумановец, вика прасковачка ракија. И Има сма зик, имаше и ракија и све е имало. Ово е слика исто, еве го стара општина, Исаке општина, наша. Ово е припрема за марш. Так, не знам кој година е ова, али туј сме се собрали, од феријално искочимо и туј се наредимо, формира се колона, формира се и од туја вртимо и за жеглјане идемо или за билјачу. И тој пешки се ишло? Пешки сме ишле, до Драгоманце пешки, до жеглјане пешки. Ово е Па јас сам слика- иша пешки до билјачу, до Старац, куде е тачно погинат Христијан Карпош, Тодоровски Христијан Карпош, Борац, куде е погинае. Тоа беше традиција да се обележува тие данови над формирање на Треќо македонско жеглјане, у Пеници да се отиде куде Ангел Шајче. Шајче, па погибие на Христијан Тодоровски Карпош. Сви тие датуми су биле многу важни. А па ми млади по тој смо ишле. Феријалци, извиници, феријалци повише, пошто извиници има свони некој друг статус на програму на саработку и на овој, али ми смо овие датуми обележувале стално. У Драгоманце се преспивало у дом, таму имаше дом за, па да не кажу, пуно кумановци су завршиле основну школу у Драгоманце, тие што беа проблематични, малку немирни, такој мангупи овој, и ќе ги испрати у Драгоманце, таму ќе учи и таму имаше дом, платено е све едење, пиење, и спање, и таму ќе учи. Тие традиција мора да ги поштуваме и да ги негуеме. Тие луѓе се бориле, погинале со за овој Па држава. како не, па ми не би имале држава ако не беше тај. Ово е 1 јуни 69 Кичево. Да, тој сам артилјерац у војско, ја и овој мој другар Љупчо од Скопје, еден од најболи другари што ми бие, имае сам, контактирам со него, имае сам и Хрвата, имае сам и Словенца, имае сам и Босанца с мене, али он ми беше најблизак такој. Он е Маневски, јас сам Маневски, па пуно пут кад те не викне Маневски, ми ободвица се. Да, ви рипнете, не знаете кој е. Дали Маневски, дали, а бемо заедно во оделење. Така да убави данови си тој биле уѓа на, дали кажу право, мене ми е гордо што сам студија такво едно Јона што сега викал млади и било деца, мекушави, не знае ни што е воспитање, не знае ни што е мука, не знае ни што е добро, ни што е лошо. Школа е било. Имаше еден прекар, Армија е било Јона е било школа живота. Школа живота. И па луѓе су пуно од тамо добиле и дипломе, и шофери, па и некои су просперирале како инженерас некој, па се уклопија после у некој фирму тако куде ако имае познавање и тамо е учија. И радни навики. И радни навики се. Така да Еве го оваа слика. Исто и ова е доле на Вручево, да исто овдека у бању. Тој смо па исто Цаке, ја, Мирко, Сом, тој малко се умешају нас, и ја помалко од време на време дружише с нас на овој. Тоа е исто. Исто е испраќај за војско, виж нагоре. Ово е негде пред касано, негде горе. Од прилика, виж тако се гледа у долница. Мои Ево, другари. дека и ти и твоја супруга, да кажемо, знае го кумановци, Славица Аневска е една од најболи гимнастичарки на наш град. Тој смо сликани на она е бремена с ќерку, с прво дете. И не знам, бемо на прошетку Со малку саџаките. пошто од саџаките. Да. Бемо на прошетку горе,
Тако беше малку ладначко време, ајде пооблечени и да се разводимо малку и да се прошетамо. И она го требаше шетање и одење, така да... Еве ги вие се чувени прошта. шатори, извидници. Тоа е, да. Извиднички, па и феријалци, ми сме имали исто и Сакам да те прашам феријално. и од себе ти како стар кумановец, извидничка организација, тоест ништо нема сега, нити се организирав деца да иде по природу, да шетав, да оди. Нема да ти кажам, Сега све сведено на тие компјутери. тој време у Извидници, јас се сеќам, Менде, директор На банку, да. на банку што беше, брат му Кире, па Јаче, па Зафировски Борче, малечак од Карапалов, како беше, он беше некој... Брат му беше инспектор на овој учителку у Вукараđić, муж. Да. Зафировски Борче и брат му Благе. Мирко Зафировски, на Мирко Зафировскога брат. Брат, ето, Така е, да. они, тај генерација беа. Ама беа, Фефе беше еден од На главни, на доктора Думца. Думца. Така е, така е. И тоа се знаеше. И тамо имаше хиерархија. Феријалци беа послободна организација, а тамо по прописи. Значи, логор мора да научиш како се прави, како се одржува чистоќа, околина, како се прави чај, како се прави ручак извиднички, Ево како да да ти покажам. други су тие работе што исто су биле поучни. И сви тие кои су били у тие организации, дали у извидници, дали овој, да не кажу су биле и добри омладинци и добри граѓани на овој град. А зашто сега да не се заживи Па извидничка нема да организација, да деца иде во природа, да шета Извиднички малку? дом стои, да не кажу стои. 30 Како години. зграда, 30 години, празен стои, сак не знам некој, што има некој Нешто библиотека, приватно има тамо, да. А тоа имало и забава, и састанци, и да не кажу да уленеш, па награде, па кој одред, па кој чета, па кој добија овој, па кој добија оној, па кој кретање по азимут и по овој. Јас сам ише, и сам бие и тој. Ово е исто на марш. Мислам дека е убилјач, да. Убилјач, тоа е исто тамо на Прекрасна марш. слика. Еве овој куде поваѓате од град. Тоа е... Тоа што ја кажа пред малку. Ето така, тој исто, како колона се формира пред комитет горе, пред Народну технику, и од туја, еве ga знаменосец, и напред и ми си по двојца, од туја за жеглјане се ишло. За жеглјане или прво у Драгоманце, па преспиемо туја, у дом, има забава, има музика, игранке и тако дале, и јутре са бајле, горе до жеглјане се пропешачи, па су доваѓале борци, и да не кажу Трајко Ово се исто- Бузо, Дане Цеков е промовира емоции, читање, држае говор. Исто и тоа исто убилјачо. Кој се овдека на слику? Па овдека на слику еве га, овој со ми, јас сам ја натерај некој поред мене да биде чланови на феријални сај. Овој со ми малку и школски од овој. Еве овдека Мирко Сом, еве сам ја овдека знаме кој да држу, еве га Моме, овој е Васе Егејче, он отиде, мислу дека за Канадоли таму имаше некои роѓаци, таму отиде, овој е Бране, и кој е доле још некој туј од тие, али вечером. Или школски мој, или па сам ги траја да идем. Исто и ова. Не да идем, него су сакале да идем. Викам, ќе не водиш ќе воду, викам, тоа е доброволно. Еве га овој Живко исто, Галичанче, у Скопје отиде, он се оцели. Еве га војник, класичен војник, пошто ми иде смо за жеѓане овој и покана еден вод, и дава се касарна, командант на касарно. Беше и Бан, беше и Младиć е био дека и овој, имале смо соработку со војско. Обавезно по еден вод ќе ни даде с нас заедно да марширамо. И заедно смо спале. Ово се исти луѓе овдека, да. Па веćinom су туи, мислам дека е тој од тај можда задни марш. Сега доваѓам Кад сам нешто, ја ово е ишел, многу битен момент од твој живот. Јосе ступа у брак со Славицу. Да, тоа е 29 новембар, обично е било. Ти си на ден на Југославију. Не, сега ќе ти кажу, брат ми е на ден на Југославију, постариот, а јас сам исто участ на 29, ама се пат на 29 уделник. И тако е да знаеш, так свадбе не се прави со уделник, мора да биде неделја. Да. И јас сам правиен на 26 новембар. Овој, а иначе сви смо се жениле
у Скопје на 29 новембар. На татка ми е била куќна слава. Он е тој славија, празник е бија државан, он ga je славија како славу. Пошто има смо роѓаци, иде, не може да не викнеш човека да не ти дојде. А так су се мешале људи и су ишле највише едно од поштовање, друго и да се види. Едно видувањето е некад су блиски роѓаци, ама нема време да се види. На славу ќе се види, па си поседи, па му обецише, и тако да татко ми го Ево, земе. дека... И брат ми го слави, мислу дека Да. још ден денес го слави. Ако е држава, да не кажа отишла, држава више не постои, али он го тера. Овдека сам ја со супругу, помалиот брат Девер, овој ми е старејко туда со Станчета, учителка. Она е па била учителка 25-6 години у Жегляне. Се е путувало. Све е путувала и кад дувај, и кад вее, и на снегови, и на вручине, па вика дојде селјак од Жегляне, па магаре, па ме товари, па ја вика страме, па никаде. Море све ќе научиш, викам да. И увек не она пречекувала, била е како домаќица на марш кад смо били у Жегляне, пошто у школа е било тој. Она е била старејко веќе. Она е била, А кум? Кум е Столе, покојни е он. Додуче и овие су покојни, и Старејковица, и сак брзо умре Старејковица. Старејко, не, прво она, па после Старејко ми умре. Тако е да Столе, на Вардар банку, Перо Вардар банка, тако ga вика се. Овие гледки, за жал денеска ги нема. Па има тој меѓу нас несо, Ево, меѓу пуна живи. кафана, Ово е, насмејани људи. нема, не си мога да најдеш место. По Кристал ке стоиш пред врата, ако некоја група стане или некој гости, брго трчи да га патиш на стал. Добро, овдека е можда и некој славље. Иде смо за 8 март, за некој празник. Кој се овдека насликува при? Овдека, еве сам, ја, Бода кад си е, Столе беше рецепционар, еве и он седнае с нас на рецепција, работеше у Кристал. Еве га Муте на Шинтера брат. И он е туе со жену му, Шипе, Берберин. Тој кој смо се нашли туе у тај дел на овој. Али викам ти, нове години смо чекале. Хармоника, руке горе. Ово е, да ти кажу прво, тоа е после Бугарски мост, Брадини Башчи ги вика се. Вито брада. Вито Брада, али Ване и брат му, они бева, Ване беше по тој, Вито е како инженер тој, по градивино. Од нини Башче, малко погоре, другар еден мој, седеја туја, татко му работеше у Искр, добар мајстор е бие, и иде смо му на сваки 2 мај, он сакаше да му дојдемо млади гости. И ми кад пројдемо, па пројдемо по пругу, па тие цигенчики има по 2-3 увек свири, Хармоникаши. разбираш, армоникаши, кад има и с трубу, кад има и армоника и тарабука, и му ги однесемо там и он направи софру, а он печеше многу јабуковачо, пошто му беше башча све од јабуки, оние стари јабуки, колачаре, оние толики погачаре. И се собира ги, наренда, преврие и испека. И ише сем да му помагам и да печу ракију, и сам пеке ракију. Кој е овдека дигнае руке? Кој се види? Овдека е, тај е син му баш, Мирослав, и другар ми е бие после. Овдека е га Чулич. Чулич е, он беше едно време бранеше, голман е бие добар. Чулич од, исто укарав мало, само од донјот страно иде. Овдека е Жике, другар ми, еве га Трончо Диме, покојни, мајка му на Мирослава туе, само татко му га нема, не га виду, цанета не. Не, вие мајка му туе, и Софра, Софра, кого сакаш? Бе, нема, пиење, песма, циганчики пое, залепи му ги по некој Ево, банку, вие разбираш. стите на брзину. Одека на брзину, ово е преска кога спомна, за 2 мај, кад прави смо од пулиња плескавици. Земемо 2 пулиња, они млади цицалчики, месо ги е, што да ти кажу, по-чисто и по-квалитетно нема. Само што е посна. Па га убаво очистиам, па га смељамо, па сланину, смељамо убаво, па се тој измеша со овој и малку после зарзавати вегетичка, биберче, буковаче, да оно. И кога Црвено направимо солче, да. ванглу и на скара толика чумур, и туе, баш испод чешмо,
малку подале, тој прави смо тие шатори, искарго да. Абе нема кој е прошија, миришне му. Голубка коси ќе се јави. Да едно плескавица. Не, толку што ќе ме види и ќе се јави мене или некога од другари. Него, како сте? Добро, викам, ајде, оди на едно. Па има гајба се лади у реку пивце, И плескавице, плескавица, едем. Многу убави, викам. А ми, за тие такви неверице, па у шатор, па го туримо главу само исечено и са суши нагоре и у шатор ќе ја. Многу убави плескавице. Ал да бе, кој ги е правија? Мајстор, викам, кој ги е правија? Једи, викам, тој пини. Кој овдека настига? Овдека, еве га, тај е Мирослав, кој што преска, кажам, у барче кој njega. Ovo je supruga moja, ja i nojna sestra od tetku, od uvijek. Oni su, evo, kude sprema, ono duja, ponatamo skara vrije. Tako da... Сакам овој стику да го прокоментирамо. Овај слика е Диме, Јове свињар, на Димета свињара е Диме, брат му е постар. Диме свињар и Чутурка, што ga викам. Чутурка Бранко. Многу е бија добар играч на билјард. Ми како млади, сум тие посебно. Кад се вртиме од војско, па и пред војско. Нема куде, Солун кафана се затвори, овај се затвори, нема куде. Ајде у инвалидску кафану, имаше 2 билјарде, 2 стала толики и Ѓорѓе Африка правеше чај, разбираш, а он отвара у 2 сат. Сабајле, у 2 сат, он мора да отвори чај да направи за пензионери, овие сви што кажа. И ми му дојдемо први гости. Дај го, дедо Ѓорѓе, дај го штеку, дај ги топке и ми играмо до 500 билјардо туе. До Сабајле, докле не си појдемо на работа. Така да и Бране бија, не малку, бија доста с нас, али е потакој. Ево исто ова слика. Ево е исто слика, ја супруга, еве га Шипе Берберин, покојни е. Ово е Зоре Жаба, и он е покојни, бија добар. Много е добар ловац бија на рибе, како Живко Врабац. Значи, он и Живко Врабац, ја не сам сретнај од живот што су могале поише рибе да изнесе од Димоли. Абе улегне, ми викам готово да висе, нема га. А он улегне од Димоли, некој најде таму дупку, некој подигне главу и си диши, и ово кој си ги бира по големину, и кај ќе искочи, пуни му гаќе со свој, под мишку, у уста, по 4-5 рибе, и тој убави рибе. Ома се печеви. Абе, тој ga скара, одма се пече, одма се оде. Ово е тај мој постар брат, ово е на Кршчевку на Жакита. На Жакица. Ово е кума моја Ленче, ово е течо ми Свето, и ово е што ти кажува кума моја га чува, ово е Милован, познати Милован Пироќанац. Ево твоја супруга Славица. Славица е тој на прв роѓендан на Керко, на Жаклино. Тој е прв роѓендан, кад славимо, тој смо биле у стару куќу, каде татка ми још позади хотел Куманово у тој куќу. После ја 78 искочи, доби стан од Чик, па некој 10 години сам се неја у Чикову зграду горе. И ово е за нову годину. Исто, друштво, помало, пошто ми смо поише души, преко 10 души смо биле другари, тој га нема Монто, тој га нема Пужаljка, тој га нема Томе Букал, ово е група кои так смо се нашли и смо биле за нову годин дочек. Еве га Трончо покојни, Цаке со жену му, јас со жену, Зајко, Иво Зајко со жену му, исто Владанка, она е покојна и Баџанак му, изгледа ми дека бија, да. Кој смо се нашли? Па имаше некој сака да иде, некој неќе да. Ово е исто мојега другара, исто имењак, Јосиф Марковски, Шмидт, тако звани Шмидт, на Колета Попчета син, исто у Кристал, на едно седенко, ми пие смо тој време, и он и ја, вињак, мислам дека пие. Да, така традиција било Па вињак или коњак, или мастика. Ама струмичка мастика е била, мастика, да не кажу тражена у Југославија, не, ретко кој могаја да дојде до мастику да не... Ево, јоше 75 минута зборимо. Боже, пројдела, они како 5 минута пројдела. Само еве се го вие слика, исто
што кои смо могали, доста што драги. смо успеале да... Еве да ги прокоментираме и овие. Овој со од осмолетко прослава на 30 годишницу, мислам дека 30 годишница од полуматуру, тој сега тако го вика полуматуру, 8 одделење. И беше една идеја на овога Стоилета, што сега ќе го спомнемо. Он беше директор на Бетон, на експозитура овде што беше Бетон у Куманово. И сред нама се пати он вика: "Голуб, ајде да се собереме", вика, баш овие матуре су. Викам: "Што?" "Да организираме", вика, "да се собереме од 8 одделење, двата класа, и А и Б." Викам: "Не е лоша идеја. Не смо се виделе години и години." Па да ти кажам право, и тачно тако е, на тај дан се видеме со кои не сам се видеја после 30 години, како смо завршили. Еве га Блашко Шебек, еве го Славица ту е, еве Катерина, еве сам ја ту е, еве го Олгица, Милјанко, овдека збору, па ово е, мислам дека и течноти, да, Миле. Миле, да. Еве га и он е, еве га Естраци позади, он е бија класан, задни. Требаше да дојде из Софија, класна по македонски на Б беше класна, ама не дојде, не знам, по здравствени причини, Еве не друга знам слика. како е. Ово е на школски час, колко не имаше толку. Славица Ламбаша, девојачка Андоновска, Шебек, еве га Аце, јас сам ту е, Петре, Перо, тие кои дојдема, после ни се придружива за каснима малку овие од Скопје, Миле, Живко, још некој, кој го нема, не, Миле е туе, нема га, покојни не га видови, не дојде Мане. Мане боксерски судија. А у Агрокуманово што работеше, У Агрокуманово. И он Он исто почина, школски почина, а иначе и он е бие поканетен. А Еве овдека... го, ова е твоја генерација. Да, ово е исто моја генерација, сликана пред школа, да. У Кочо Насин, али и доле бе му, пошто доле беше Тоа се исти луѓе. стратите. Па веќином овие што беа на овој слика е Перо, Олгица, ја, Славица, еве га Миле тој горе, Каќуша, Милјанко, Стоиле, Аце, Блашко Шебек и тие тако да, Драгица Галичанка и она исто на Еве што во слику и Тане, завршуваме. брату беше пова. Овој смо исто, еве га Стоиле, организатор, да не кажу, промотор на тој Он е средно. покојни сега. Покојни е, на Трајчеца Винца брат и они магистри бева и тај обидвица. Ја и исто школска до 8 одделење сме учили заедно, благородна. Тој су тие слике, викам ајде за успомен ќе се сеќамо кога сме славиле матуру, али Пред тоа. сам крај на разговор, Јос, еве и вас ќе ве прашам, ти и јас смо раснали едно друго време кој е имало поштовање, кој е било исполнито со физичка активност, со здружење, една твоја лична порука за млади генерација. Па, што викаш ти, еве и ти спомна, ми сме у друго време раснали, сега е друго време, сега е време на компјутеризација, на дигитрони, мигитрони, ми не сме знали, ми сме рачунали на оној с манистри, пешки со пенкало и лист. С пенкаци за од основно 2 и 2, колко су 4 по убои офармани сметаљке, што ги вика смо сметаљке. Сега деца компјутер има, телефони има, не му треба ни сметаљке, ништо, све има у njega. Меѓутим физички су запоставени. Можда су понапредни, можда пошто вика со технику сега знае да рукуе од малечко и на телефон, и со видео, со телевизори, со овој, што ми не сме имале услови. Татко ми кад купи радио со грамофон, па мислно, да не кажу, рипале до таван горе. Па брат ми организираше скупови и двор, па лонгплейке, па Левис Пресли, па Битлси, па ќе ги пуштамо, па и ечи цела мала, ама сви сме се млади, сви сме се дали. Сега се знаеу, кај пит четворица седи. Што правите бе? Па еве, кој си одговара, кој си пишуе, кој чита YouTube Овој ми пишае, оне ми пишае. Она ми пишае. Па викам, па ми кад смо седнале, ја иду у Кристал с другара, ќе спиеме можда еден, два вињака, ама си направиме обед за било што, и за домашни проблеми, и за наши проблеми, и што ќе правиме јутре, како ќе... Они бе, братче, никој ништо не разговара, поручи едно кафе, испие га и телефон.
Зашто искачате, вика? Поседи си дома. Штом те тој интересира се, тако да деца искривива кичме и од лаптопови, и од компјутери, и од овој. Физички не се активни, тоа е најбитно. Јас сега гледам, моја унука иде у тој, еве га под зградом и е туе тој. Греота е што е мало место. Затоа се диву и сакам да добра иницијатива, кој го е дае, не е важно. Важно да се обнови овај Соколана горе, куде е и ја кад сам бија, и жена ми, и други млади, кои смо иште да вежбамо, да се спортуемо, па и на игранке, па на све, ама било кој спорт да е активен. Иначе без активност нема ништо. Сакаш ли за крај некоја да поздравиш ви прилику посебно или? Šta da, svi moji drugari, prijatelji, što sam gi spomnaje, što ne sam gi spomnaje, neka mi izvini nekoga ako ne sam ga spomnaje. To je takva emisija da nešto projde letimično što vika od zgor, koga vidimo, koga... Кажamo puno работа, да. Puno работе, kažamo. I od mladosti, i od, što vika, i pred vojsku, i posle vojsku, i družbe, i aktivnosti koji smo gi imali to je vreme, zato vikam, da, neka bide pozdravljeni svi od mene, и кој ме знае и кој не ме познава. Така, Јосеф, фала ти пуно што беше гост. Фала и на тебе. Толку за денеска, еве поздрав од овој прекрасен ресторан овдека Куманово спа, Кумановска бања, убава природа, дојдете, посетете, ќе уживате и се најбоље.